Недостиг од термини за биопсија и патологија и упатување на пациентите најпрво на хирургија наместо во координација со онколозите да се изготви план за понатамошно лекување. Тоа се најголемите проблеми со кои се соочуваат заболените од рак на дојка во Македонија. Но ова предупредио Сдруженијето Хема-Онко, кој денеска на клиниката за онкологија организираа заеднички појадок со онколошките пациенти и разговор за полесно надминување на тешкотиите во лекувањето по повод Розевиот месец посветен на борбата против рак на дојка. Повеќе од 70% од рано диагностицираните пациенти своите испитувања ги прават приватно, што сметам дека е навистина пораз за здравствениот систем. Зошто е тоа така? Одговорот е многу јасен, премногу долго се чека за термини за биопсија, за патологија на клиники, на државните институции. Иако ги разбираме и пациентите, значи тоа прво е недоволно познавање на болеста, недоволно познавање на протоколите, и затоа најчесто мислат дека проблемот ако го решат прво со операција, дека тука проблемот е завршен, меѓутоа се почнува тука, од тука почнува терапијата, лекувањето и така натаму. На настанот зборуваше и онколошката пациентка Тереза Балаловска, која 6 години се лекува на клиниката за онкологија и денес е на биолошка терапија. Моето патешествие овде низ клиничкиот, особено на онкологија, започна на 4 октомври 2019 година, после хируршката интервенција и совлегувањето на онкологија. Поминати 8 хемотерапии, помината на таблетарна терапија продолжена, за да лани при крајот на ноември месец на редовен контролен преглед се открие дека има рецидив кој што беше отстранет и сега е за добра. Сдруженијето Хема-Онко апелира на редовни превентивни прегледи, особено кај жените над 50 години, а исто така и предупредија дека е многу важно да се води здрав живот. Еден терминче, една мамограм годишно на 2 години, ама тој мајндсет што имаат многу жени уште тоа над 55, не ми треба тоа. Тоа мора да престане. Само оваа година во земјава се регистрирани 1200 нови пациенти со рак на дојка, а бројката расте од година во година.